122 caps, 38 goals. It began on the 6th of June 2001 with his debut against Turkey. It ends фудбалска Македонија. Како без овој човек? 2021 in Amsterdam. Види, за лесно What an international career. нема да биде лесно. And what an ovation Знаеш како викаат? from all in attendance. Заедно и се е можно. До некој нов Горан Пандев. Во негово име да наздравам. Брат, ја жими све од кога се појави Пандев. Мислев дека никад нема да дое ден он да се пензионира. Некако у главата ми беше некоја слика дека додека сум ја жив и да гледам фудбал, дека он ќе игра фудбал. Никад ако за нешто жалам од ова европско е токму тоа што по цели 20 години, токму јуни 2001 кога дебитираше Пандев, после 2 децении се повлече нашата фудбалска икона, име и презиме кое верувам генерации ќе го споменуваат и од колено на колено неговото име ќе се пренесува. Некој 20 години игра фудбал, со се малски фудбал, он репрезентативна, тончи пушти, еве еден фин колаж. Прво гледати долната слика, каков бил 2001 и 2021. 20 години размак, четворка носе. Разлика само во косата, Само во другото е косата. класа. Класата е таа, холанѓаните укажаа една многува Дефинитивно. чест со дресот на почетокот. Господски, Господски, учинија еден фин потек, Па и шпалират. 122 надпревари, 38 постигнати голови. Веќе ги Почита е кажавме огромна во историските Европа. голови што ги постигна. Па да, цела Европа, сите спортски емисии посветени на Евро, јавија, ја пренесоа сликата и овој шпалир горе што Ретко шпалир на ако сега некој на го европски заслужил, на големи надпреварувања. така. Ретко на кој фудбалер му има таква чест направено. А редно беше дочека Горан Пандев во залезот на својата кариера да игра едно европско надпреварување, шлагна сета кариера и низ годините никад сакот и технува, верувам сите знаат дека Пандев има изјавено сите титули, сите трофии би ги менувал само за големо надпреварување со светиот дрес за него, Тоа треба репрезентативниот во на Македонија. сите репрезентации, во сите спортови, сите играчи да го знаат. Тешко лидер дека набрзо ќе може да вметнеме и да поставиме во тимот и да се наметне некој од Така. сите овие плејада играчи кои живееа заедно со Пандев, ќе остане надлабока дупка, би рекол, во репрезентацијата, особено што покрај Пандев си заминува и селекторот Мрме. Да. И Мрме си иде 6 години на кормилото, ја не памтам друг селектор 6 години што бил. И тоа ја презеде репрезентацијата, паметиме кога го допревме на вистинско дно, 166-то место, Јадити у свет. кога Македонија и онака не ја знаеа по фудбал, а тогаш па и најголемите фанови не веруваа дека еден ден може да догураме до 60 и кое сме сега Да. второ чинам. Така да го поздравиме и Мрме со една убава слика. Мислам дека Мрме си заслужи оваа слика и да му стои у рамена, па и лична карта да си ја стави оваа слика треба. Испиша дефинитивно историја со овие момци, создаде таква една сложна репрезентација. Тоа никад во историјата заедно со Пандев заминува и селекторот Игор Ангеловски. Му посакуваме убава клубска кариера или што и да работи после репрезентативниот Па ангажман. може би некогаш ќе се врати. Заврши групната фаза никад. За нас заврши европското. За нас заврши веќе после мечот со Холандија. Не треба да Не е баш на очајуваме. идеално, ама можевме и да не видиме на европско. Па види, германците за малку се спасија. За Можеа малку да ќе не беше бидат во Auf топ 16. Ајде да почнеме уште од првата А група да видиме кои две селекции продолжуваат понатаму. Италија, Велс и Швајцарија. Три поминаа од тука. Италијанците 7-0, секоја чест, максимално. Група Б Ова гадниве британски репрезентации продолжуваат да и Швајцарија Ја- така. Да, и Швајцарија помина. Белгија исто максимална со само еден примен гол. Заедно со нив Данска и заслужи убав фудбал, потресени од првата После утакмица, тоа ама што им им се се врати. случи никад секоја чест.
Еве, нашата група. Нашата група е Украина со 3 бода, со една победа токму против За нас. Австрија сите збореа караница у репрезентација, ама Австрија со 6 бода и со само еден пораз си гази понатаму. Следнава група што вика? Англичаните Хрватска никад и Чешка. погледни, со само 2 дадени, без примен погодок, идат дале. Тука Ако ме си прашуваш Хрватите мене, ако ме прашуваш и мене честите. една одвратна репрезентација која што се надевам дека екскурзијата на Евро ќе Секогаш завршише се вака. 8 на финале. Секогаш вака, но верувам ќе гураат, оставете го никац. Група Е, Шведска. Шведска за малку ќе паднеше на Нема, втората Шведска е позиција. земја од која што доаѓаат многу квалитетни ствари меѓу останатите еве и фудбалот. Шпанците им текна Така у последно е, коло фудбал да играат. И завршија втори заедно Да. со швеѓаните, продолжуваат понатаму. Франција, Германија. Браќарош, Маѓарош во Португалија. последно коло не успеало да се пласира понатаму. Така, последните 10 минути Германија се извади со Унгарија, изедначи последното коло, нели, за 2-2 и се најде втора за И јас се надевам, директен. пошто калкулира Прво со англичаните, нека искалкулираат се од Германија дали ќе примат само 3 или 4 гола. Ова беше последната група, одиме и Да. веднаш Костурот. Да го видиме за озбилно Костурот. финалните Значи двојки. Тончи не оној Костурот со лобања, со коски, со ребра, него со репрезентациите кај што се екипите кај што Тоа ги е пишува. тоа, Белгија, Е, ова. Португалија, Италија, Австрија. никад со Австрија. Франција, Швајцарија, Хрватска, Шпанија, Шведска, Украина, Германија, Англија, Холандија, Чешка и Велс, Данска. Ја мислам, брат, дека шампионот ќе се бара од левата половина. Па види, левата е многу полесен пат има за да дојде до тронот. Види, као и на секое надпреварување, без разлика дали е светско, европско, лига на шампиони, имаш неколку дерби, како Белгија, Португалија, како Англија, Германија, па и Хрватска, Шпанија, имаш утакмици од типот Велс, Данска, Шведска, Украина, кај што некој ничим изазван ќе игра четвртфинале. Па види, велшаните се и буџетски најслаби, како вредност на репрезентација 177 милиони. Кој знае? Тука си честите 186, тие се репрезентација од сенка што може да направат нешто. Ја немам некои посебни желби кој да иде понатаму, имам посебни желби кој да не иде, тоа се британските екипи. Така да тоа е од мене. Следо кај македонскиот спорт, дури кога на моменти не му иде баш добро, дека ќе му тргне на подобро, имаме среќа со гости како денешниот, тоа се луѓе кои што спортот им е на прво место и кои што во својата кариера знаеле со дела да ја докажат љубовта и према клубовите, ама и према репрезентацијата. Кажеме кратко и јасно, човек кој можеби повеќе денови од животот има поминато играјки фудбал, отколку општо. Александар Баевски е нашиот денесен гости. Добро ни дојде. Добро најдов. Добро најдов. Кој Мислам дека стварно имаш поише денови играјки фудбал, него прајки било што друго до сега. Па сигурно. Од дете само топката ми беше у глава. Едноставно фудбалот ми у крвта и цело време сум со фудбалот. Кога престанав да играм фудбал, повторно почнав да се занимавам со некој друг вид што е исто поврзано со фудбалот, така да само фудбалот ми е у глава. А додека си тука сега во наредниве минути, додека си со нас во студио, што ќе треба да правиш, тоа ќе треба со нас Така е. Тоа да наздравиш. Обавезно. Има и за што за прв пат игравме едно европско првенство, верувам, и уште од твое време секој сонуваше за едно такво големо натпреварување. Езгјан Алиовски е со Так. тебе. Така. Ајде, живели. Ајде, па за убави пригоди за да се убави. гледаме. Па ете, може за светско. Па би зашто било да не? убаво. Зашто да не? Би било убаво. Квалификацијската група моментално вика дека сите имаме шанси да отидеме на освен Лихтенштајн. Па види вака, добро почнавме. По мене можевме таа со Романија да добиевме, ама за среќа ја добивме Германија, така да се искомпензира тоа. Зашто не? Имаме добра генерација. Еве имаме едно искуство од играње на европско првенство. Зашто да не? Да одиме со она што е свежо. Ја спомнавме Германија. Дали тој триумф можеби донесе преголема еуфорија, преголеми очекувања и не изгоре можеби сега на европско? Па види вака, моje мислење е дека триумфот со Германија дојде во добро време за репрезентативците, ама па од друга страна малце зезнато, Бидејќи пошто ние сите сме не гледаат менталитет. со други очи. Германија немаше изгубено, мислам, 25 години дома. Едноставно другиве не гледаат со
поинакви очи и мислам дека презема и подобри тактики против нас и све. Иако релативно фина група, на крај 3 порази, 8 примени, само 2 дадени гол. Па што да се каже за групата? Групата не ни беше тешка, реално. Мислам дека можевме да освоиме бод. Бе во Букуреш, гледав утакмицата таму. Првата утакмица, ако ја анализираме, мислам дека можевме да земеме бод, минимум бод, пошто 70 минути се држевме. Дури на 1-1 Николов имаше така, шанса од- убава за 2-1. од 45 минута до 70 минута ние игравме. После следеа некои измени, што по мене беа грешни. Едноставно го изгубивме тој надпревар. Со Украина првото полувреме беше катастрофално, али затоа второто полувреме беше Спомена да првиот меч мора, бидејќи мене тоа ме јаде тие измени. На 1-1 повлековме еден таков потек, повлековме напаѓач, ги ставивме Бейтула и Тихомир, мислам, Костадинов, го повлековме Трајковски и Николов. Трајковски и Николов. По мене многу грешни измени, едноставно Трајковски идеше добро, ако се извадеше Трајковски, требаше Николов да се стави поунутра или да иде малце понапред. Грешката по мене Бейтулау, зашто Бейтулау на десен бек? Едноставно Бейтулау знаеме уште да игра штопер, а Стефан Ристовски е десни бек. Едноставно јас не можам да се сложам со тоа дека Стефан Ристовски е штопер, а Боби Николов е десен бек. Мислам дека тука е клучниот проблем и со Австрија и со Украина прво полувреме. И затоа и самиот тим форсираше по таа лева страна и преку Алиовски. Нормално, значи играта нас не беше проучена, посебно го видов тоа на утакмицата со Австрија, каде што секоја слаба точка на нашата репрезентација они искористија. Знаја дека Алиовски не е толку добар во одбрана, поише иде према напред и секоја топка, ако се сеќавате, и првиот гол е позади штоперот. Со висока топка на скок игра на. Цело време идеа на тоа, едноставно луѓето работат, знаат како треба и не искористија слабата, пошто тоа е големо надпреварење, тоа нијанси одлучуваат и тоа е. После ова европско остануваме без можеби најголемата ведета фудбалска што сме ја имале, Горан Пандев. Полемиките се секогаш околу најголемиот, меѓутоа Пандев е во секоја полемика присутен, неоспорен. Кога е он на теренот, некако и другите се поопуштени. Ако зезнеме нешто, Пандев е тука да не повлече, поправиме. Како сега понатаму без него? Како сега? На полар пат до светско сме, квалификациите се во тек. За еден таков пат, ова не е мала промена. Пази, Го немаш лидерот. По мене Горан Пандев е 70% од екипата, едноставно кога треба да задржи е тука, кога треба да гурне топка е тука, видовме имаше еден гол даден, еден поништен, еден пенал врз него, значи но тие големи надпревари се виде големината на Горан. Ќе биде многу тешко без него. Едноставно јас апелирав и на македонска телевизија и тука апелирам фудбалската федерација и владата на Република Македонија или државата треба да му направи на Горан една опрештена утакмица на градскиот стадион. Верувам и сите се за тоа и цела спортска јавност. Едноставно треба да му се одолжиме сите на Горан, пошто Горан е еден амбасадор и Горан е со Дарко Панчев заедно двата најголеми играчи што сме ги имале. Пред се Горан е еден одличен човек, имав можност да играм со него и во младата репрезентација и во репрезентацијата. Знам колку е неговото име големо во Европа. Знам колку го поштуваат, едноставно тоа би бил празник за целата држава и едноставно Горан го заслужува тоа. А прашањето како после него треба да видиме, колку што знам ќе има нов селектор. Сигурно дека ќе мораме да се соземеме, сигурно таков тип на играч моментално за жал немаме. Таков лидер моментално немаме. Едноставно мораме понатаму. Ке им фали на играчите и Мрме? Ако не. Мрме селектор? Па сигурно, Мрме беше 6 години тука, пред тоа и како помошник беше. Сигурно ќе им фали, пошто направи една хомогена репрезентација, направи едно другарство. Али како што кажаме, не мора да се пресече некојаш да се оди понатаму, едноставно јас мислам дека и можда и он е заситен од тоа. Може да му предстои добра клубска кариера во некој добар клуб, пошто реално направи успех со нашата репрезентација.
По мене, ако се бира сега новиот селектор, би требало да се гледа во името на Боби Милевски. Така веќе подолго време се Сепак шпекулира. Боби ја создаде оваа Да, репрезентација. голем дел од овие деца се негов производ што се вели. Да, тоа се производ на младата репрезентација која пред 3 години не однесе исто Полска, така на младинското европско. на младинското европско и мислам дека он Боби ги знае како дишат тие играчи и ако се бара промена, јас ја гледам во името на Боби Милевски. Од кого Баевски е пријатно изненаден на овој шампионат? Од нашите или од било која репрезентациите? селекција и од која си И од она што разочаран? го гледаш сега на европско, кој како После игра, групната фаза. кој ти остава впечаток, а кој те разочарува? Па искрено печаток ми остави Италија. Италија ми остави печаток, значи одигра едни страшни утакмици во групата. Али пак ќе видиме, тоа не е мерило дека може да отидат понатаму. Сега веќе нема право на Но грешка. се појавија како фаворити во Сенка, со нели млад тим, но видовме испукаа 3 победи. А Три безпремен гол. разочаран сум искрено од Франција. Мислам дека Ништо посебно. ништо не одигра. посебно не покажа, они имаат репрезентација која можат и од резервите и од некои други да 3 репрезентации да состават. Да. Така е, така. Ништо не одигра. Едноставно вчера видовме едно калкуланско играње против Португалија. Значи 2-2 на двете репрезентации одговара никој, задните 10 минути никој не напаѓа. Рече Италија, ама некако во дилема си. До финалето би можеле да ги видиме Португалија, Белгија, бидејќи тие некако Да, ја заборив Белгија. најмногу ни се истакнаа по оваа групна фаза. Па, види Особено вака. Белгија. Види вака, со Белгија максимални игра 9 голи. исто многу добар фудбал и одигра страшно добро во групата, ама Италија мислам дека нема пораз на последните околу 20 надпревари. Па да, без Направија, пораз, направи една многу хомогена екипа, го сменија селекторот, Манчини е селектор, има млад тим со многу искусна одбрана, значи комбиниран тим. Одбраната уште сега ни потврди без примен гол се. Така, на овој без примен шампионат. гол се Преку 1000 едноставно. минути. Преку 1000 минути, тоа не е малце. Јас мислам дека може да догураат далеку. Пред европското не ми беа фаворити, али сега како што играат, секоја чест. И англичаните, Англичаните иако имаат- бледо изгураа групна фаза со само 2 дадени Меѓутоа, кај нив гола. кога дое до репрезентативен фудбал и покрај имињата, некоја кочница им се случува на големиве такмичења. Јас со принцип англичаните не ги сакам, мислам не ги сакам како репрезентација Ја не ги која што сакам. игра, не, по мене не играат добар фудбал, ама оваа генерација им е страшно добра. Мислам дека оваа генерација што беше U19, U21, шампион на Европа и има 4-5 играчи во оваа генерација баш од тие Што се во селекции. своите екипи лидери. Кај што се тука е тоа Джейдон во Премиер Санчо, лига. тука е Фоден, Маунт, Фоден, тие се све тие многу добри, Грилиш. тука се Кейн, Грилиш, имаат напред Стерлинг, позади се исто добри и мислам дека оваа репрезентација им е најака во последните 20 години. Барди, кога бевме кај него во Будимпешта, кажуваше дека се страшно страствени. Он во Уипеш тогаш Да, он играше и кажуваше баш за ривалството Ференцварош Уипешт. Ти беше на другава Ја бев страна. на другата страна, да. Јас добар дел од мојата кариера помина во Ференцварош, мислам дека тој е најголемиот клуб во Унгарија и клуб со многу голема традиција. Барди, чуе се. Па и треба да ме Нема чуе. тука, да. Нема бегање од вистината. Едноставно, тоа е тоа, фактите го покажуваат кој бил најголемиот клуб, али во Унгарија фудбалот во сегашно време, во тоа време јас кога што бев тогаш почна исто имаше се развиваше. Не знам колку знаете дека во Унгарија сите клубови имаат нов стадион. Сите клубови имаат тренинг кампови со отприлика едно 10 терени, така да ова не е случајно. Они за вчера за малце ќе поминаа групата. Значи со една Германија ти да водиш 2 пати да водиш во во Германија. Со една Франција да ја надиграш второ полувреме Франција, да одиграш 1-1, несрекно да загубиш од Португалија, значи тоа се А сите им предвидува дека групата ќе ја завршат без бодови со 0-20 гол разлика. 0-20 сам искочеве, 2 бодови за малце не отидоа. Го гледам никад со дресов од Малезија. Индонезија. Индонезија. Да. Какво беше таму? Каква беше таа фудбалска Како еден авантура? човек решава во Индонезија ли да фудбал? Сега ќе ти кажам. Значи, дојде понуда, имав 31 или 32 години, дојде понуда од Индонезија, тренер беше Миша Радовиќ, србен. Дојде понуда финансиски многу добра. Отворив Индонезија, викам дома вака и вака во Индонезија понуда. Идам кај татко ми вика нормален си ти кучиња ќе идеш да јадеш. Тоа е жива вистина.
Финансиски добро, отварам на интернет, гледам Индонезија, викам ова не е Индонезија, ова е лепота. Сум бил во Кина, Кореја, во тие Јапан, во тие земји. Се одлучив да прифатам, потпишав тука, одма ми го пуштија договорот, потпишав договор, отидов таму, живеев во Џакарта 10 месеци. Пред да потпишам во Пелита, отворив кој бил во Пелита, значи Сколари бил тренер во Пелита, бил Јерковиќ, Глушчевиќ, Роже Мила, играл таму, значи многу звезди кои што играле на светско ниво. Си викам зашто да не, више сум у тие години кај што во Европа тоа е тоа. Ако веќе се нуди можност и да се заработи нешто. И едноставно се одлучив и тоа ми е едно многу убаво искуство, пошто видов некоја култура која што за нас е многу непозната. Видов една преубава земја која што е, да не кажам 50, али сигурно 75 години понапред од Македонија и од Европа. Значи, јас бев зачуден. Брзо се адаптираш ете на храната, на... Па, да ви кажам и храната и не ја пробав, све си јадев европска храна. Не сакав едноставно да пробам, они јадат поише ориси со некои зачини, али ние бевме тројца европејци у клубот, многу се навикнав, одма се навикнавме, имаше Саша Радивојевиќ беше тука, кој што беше голман на Црвена звезда, од Црвена звезда премина таму, имаше Жеков од Бугарија, кој што беше од Лудогорец, исто помина таму, така да... Македонец, Црвени Бугари, онако почеток на виц звучи, бе. Бога ми, многу интересно. Си бил Македонец, Црвени Бугари и отишле во Индонезија да играат фудбал. Да. Интересно, многу убаво. Балканци, супер, тренерот исто србин, се снајдовме екстра. Кога зборуваме за клубскиот фудбал, не можеме да го прескокнеме Вардар. Тоа е сакав. Вардар гледаме сега што му се случува. Кога му се случуваше истово пред 10 години, ти се врати тогаш меѓу деца и изигра една фамозна утакмица, она 9-1 со Милано. Какво е чувството да се вратиш во саканиот клуб во таков момент и да си учесник на таква утакмица? Дали се распаѓа од внатре човек, што му проја низ глава? Па види вака, значи тогаш се вратив од Белгија. Значи Вардар имаше една добра екипа тогаш, се вратив да одиграм таа полусезона. За тој надпревар кој ќе спомнеме, значи ние дојдовме на тој надпревар, 14 играчи не дојдоа на тој ручек. Мораше да се одигра, ги викавме играчите што се вика од дома. Јас бев искрено да не се игра таа утакмица, али пред тоа имаше Вардар некоја глупост направено со болни играчи. Ако не се одиграше втор надпревар, ќе следеше автоматски во 4-та лига. Не смеевме тоа да го дозволиме никако. Се појавивме во Милано, играат деца, во тоа време деца, понатаму добри фудбалери, како Филип Петров, Оливер Пеев, Филип Спасовски, Музафер Ејупи, се да не заборам некого, Марче Костенцовски, мислам дека беше, може ќе заборам, Трајче Стојковски, исто беше. Едноставно таа утакмица ние трнавме добро, имавме 3 шанси очи со голман. Следеше една фамозни 15 минути кај што примевме 6 гола. Значи не можам да ти опишам. 7-0 беше на полувреме. Дојдовме на полувреме, што да правиме? Нозе и да сакаш нозе ти се враќаат назад. Чичко Кире викам да застанам, викам назад, позади. Не, вика стој напред, вика сите ќе стојат назад, вика Бајо нека стои напред, што направи сам направиш. Тие трнаа да ни дадат ако може 20 гола. Пазете, ние игравме таа утакмица добро, примивме 9 гола. Неверојатно. 9-1, јас им дав 1 гол. Заврши 9-1 утакмицата. Што да кажам? Пак би го направил истото. Од оваа дистанца потоа Вардар се крена, дури заигра за прв пат на клубската историја наша на европска сцена и еве што пак сега не се случува. Па за жал сега се случува. До кого е? Ова не е истата ситуација, али Ама судбината е... Си игра некој со судбината на Вардар некој веќе со судбината, више жално е што никој не може да каже до кого е, дали е до по мене. Значи имаше сопственик, тој сопственик направи долгови, требаше да ги плати тие долгови. Не знам што се дешава, бев јас исто во клубот, не знам што се дешава таму на тој план, се најавуваат нови сопственици, колку што знам, треба да го земат клубот. Дај Боже да дојдат нови сопственици, да го земат побрзо и да се среди таа работа што побрзо. Имаш играно во Белгија, во Унгарија, Индонезија, спомнавме Србија. Тоа се претежно земји со убав ноќен живот.
Вака една споредба, ако ќе направиш, кај би ни препорачал, што би ни препорачал? Дефинитивно Белград. Дефинитивно Белград. Белград има најубав ноќен живот во Европа. Будимпешта е преубава, ја Будимпешта си го викам мој втор дом. Секогаш одам во Будимпешта, имам премногу пријатели таму, али за ноќен провод Не би не Белград е фрлил во Индонезија? Па да, и во Индонезија е убаво, али тоа е сосема друго. Значи Белград ни е сличен на нас по менталитет, ако би го одбрал Белград. Дефинитивно, не ви препорачувам одете. И поблиско и не за друго. Да, одмар. Имаме интересна слика од тебе и еден, би рекол, мој идол, тренерски идол, па порано играчки. Тончи, дали ќе може чисто да ни даде бајарски еден краток Како коментар? настана оваа слика? Оваа слика е направена во Атина на мечот Олимпијакос Бајер Минхен. Иначе Гвардиола е мој поранешен соиграч од Ал Ахли од Катар, не сте го знаеле тоа. Не. Ние бевме Така. 3 месеца заедно, пред да стане тренер на Барселона, оние заврши кариерата таму, јас бев 3 месеца таму. Штета што не отигравме заедно ни едну такмица пошто беше повреден, али трениравме 2 месеца заедно. Така да оваа слика е направена во Интерконтинентал во Атина. Воспоставивте некоја пријателска комуникација. Кажи за се два, дека три имаше месеци. повик за Ние Барса имавме- и шокирај не. Пази, ние имавме комуникација до кога стана он тренер. После тоа таа комуникација дефинитивно се губи. Много јасно. Тоа е едноставно кога тука не можеше никој да приде, имаше еден коридор. Јас само го повикав, се сврте, ме виде, среќа ме позна, јас што викам, дојди, поминав коридорот. Горас Михајлов, тренерот, сега што е моментално силец, беше со мене. Дојдовме, вика, почекај ме и после утакмица, пошто брза за утакмица. Заврши утакмицата, доаѓаме таму. Коридор пак не може да придеш. Они помина, Горас ми вика, бе, викни му. Кај да му викам, бе, човече, викам, идеш, ајде, викам, нека иде. Да одиме со прогнозирање никад са. Да, сега ние ти даваме тебе една многу фина задача. Од 8 на финалните парови на Европско, треба да прогнозираш кој ќе помине понатаму. Ајде, само Знаеш не- дека нашите гости со задачи посебни се Така, соочуваа. така, само Ој, ќе контра притискат нека се, играат о. други. Ајде, Ајде, Тончи. Белгија, Португалија. Тешко за Ајде, за прогнозирање. Кратко, не мора некоја Португалија, долга риза. Белгија, кец на Белгија. Белгија? Да. Одиме. Така се загледа у Португалија, ама ајде Белгија. Иако приплекува секогаш Португалија, да. Белгија, кец. Има Тончи следната, Италија, Австрија. Кец за Италија. Кецова дори. Не, ова е кец и од 3 0 плюс. до 2. Не, од И 0 0 до до 2. Кец се затворат, ке да, не ке се Исто одбрана, така е, дефанзивни. Пошто овака задачи. Италија поотворено ми изгледа. Па, дефинитивно е поотворено. Ама 9-0 има гол разлика, пази. Идеме Тончи Трета следната. пресметка. Франција, Швајцарија. Кецо 3 плюс за Па, Франција. па. Вака Швајцарија не ти изгледа малце привлечно дека А може не сум барем за гол? Швајцарија. Многу ми е вештачка репрезентација, Вештачки дефинитивно. Да. Не, јас сакам од сите Се гледа од дека сите страни. вештачки Да, се гледа. негуваат Да, вештачки Франција дефинитивно. фудбал, Кецо така 3 е. плюс. Одиме следна, Хрватска, Шпанија. Морам за Хрватска тука. Наши, јас си ги осеќам ко наши. Така, најбаш. Да, баш Шпанија, баш све ќе Шпанија, дека да. доста понаше изгледаат од шпанците. Ајде, тука Кец Икс и од 0 до 2. Значи да нема голови. Идеме Не, од Тончи. 0 до 3. Кец Икс и од 0 до 3. Шведска, Украина. Многу плаво дека. Меѓу ретките земји две кај што не си играл. Да. За Шведска, тука за Шведска. Шведска, Кец за Шведска. И мене Шведска поиша. Симпатични Ми личи се на дека ќе шампионатот, победи. да. Шведска, Кец. Одиме Тончи следна, Англија, Германија. Време ли е за англичаните да направат нешто Полека. повеќе? Јас Само сум реално ги сакам многу германците, И германките. добри германките, ајде да кажеме. Али оваа утакмица бидел на Икс. Икс. Не Па да решено. се решава на Па нека пенали решат на таму. пенали. Икс. Одиме следна, Холандија, Чешка. Па послика бидел за Чешка или вака Кец за Холандија. По Ја би ризикувал фаворитската за улога. Чешка. Би ризикувал? Навијачки за Чешка Навијачки, видел, не, да. Кец за Ти си по Холандија. сензации, така да. Да, Кец за Јас Холандија. само сензационално ќе убодам една од 8, ама кој убодена, убодена е. Ај, чути. Велс, Данска. Велс, Данска. Еј, Велшани ве покажа фин фудбал.
А и данците после тоа што им се случи Да, со после Ериксен. првата утакмица беа малце Фино Малце се гроги, ама се вратија. Сега насмејани се. мислам дека тука е X2 и од 0 до 3. X2 и 0 до 3. Си имали некоја понуда која што не си ја прифатила, да ти било криво или од некоја исто екзотична земја? Сум имал доста понуди, некои јас не сум ги прифатил, него кој клубот не ги прифатил. Пред се имав понуда од Вардар да идам во Мајорка, во Штутгарт. Бараа премногу пари. Тоа се звучни убави Тоа екипи, се убави многу имиња. убави екипи, тогаш Кои имав и во Европа, кои што шетале Да. доста. 18-19 години имаш интерес, знам од Атлетико Мадрид, ништо не испадна од тоа. Тоа се од Вардар, а од Ференцварош највише ми е криво што не отидов во Вулверхемптон. Во тоа време во Вулверхемптон и Портсмаут имаше понуди, едноставно не Во можеше. премиер лига тогаш игра? Да, во премиер лига едноставно не може да ме регистрираат пошто нема Европска унија Без пасош И со работните дозволи се со они работните малце- дозволи и за жал 4 играчи од Ференцварош отидоа во Англија. И јас и останав таму. Тоа е тоа. Што прави сега Баевски, кажа, остана во фудбалот, сакаш да допридонесеш нови играчи од тука, да однесеш, да донесеш, Да, се вака. подобри квалитетот Вака, на кога нашата завршив со клупска фудбалот, фудбалска лига. не знаев искрено сам што со себе. Знаев дека сакам да останам во фудбалот. Отидов на таа лиценца Б, ја завршив таа лиценца Б. Едноставно видов у тие моменти дека тренерството ме влече, а уствари знаејќи го својот карактер, тешко. Што значи тоа? Би дошол у ситуација да задавиш некого ако не Денот дошол? со- Дошол ситуација ако ми нервите. даде некој лист да му го плеснам у глава, тоа е тоа. Значи едноставно у тоа време почнав и со менаџерство, се погодија два трансфери, Борче Мицевски и Грнчаров. Тие се првите мои два трансфери, едниот во Тајланд, другиот во Вардар, значи Вардар, тогаш Вардар го зема Сергеј Самсоненко, го донесе во Грне во Вардар, потпише 3 годишен договор и следниот трансфер беше одма после месец дена на Музапера Јупи. Едноставно тоа пресуди, трнав по тие води. Така, од кога сме кај трансферите, очекуваме сега после европско некои звучни трансфери кога во да. прашање се наши. Еве, пред европското го завршив Кире Ристевски репрезентативец од 7 години јас го менаџирам. Го однесов во Тирана, Албанија, го однесов после тоа во Вашаш, Унгарија, во Уипешт беше сега за последниве 3 години. Ги појачаваш ривалите, а? А морам што да правам. Имаше една случка, вика како го однесов Уипешт, искочи слика, леле, кога почна да пишуваат по Фейсбук. Како можеш, викам човекате луѓе, тоа ми е работа, не играм ја, други играат. Ова е жива вистина. Моментално очекувам исто еден добар трансфер, само ајде да почекаме, да не биде Потом, јавно, да исто кој што ќе биде можда и најголем во Македонија. Исто Меѓу ќе има репрезентативците? Или од... помлад играч. Едно прашање вака од наш новинарски кеф. Може. И фалат ли на Македонија вакви емисии? Пред емисијата го направивме овој муабет, значи секоја чест за Гол 3+ ве пратам, ве гледам и вие сте едни од ретките што ги промовирате македонските спортисти, значи имате гледаност, се надевам дека ќе имате многу поише гледаност и ајде сите да се бориме да имаме што повише вакви емисии, да имаме што повише дебати, како што кажеш, што повише да имаме вакви емисии, секоја чест, значи продолжете вака, газите што се вика, само напред. Ние не дозволуваме неправда ти да си отидеш од тука без да ни дадеш еден автограм. Ференцварош, значи. Да ставиме и тука. Ева го вака. Млади Ференцварош, години. сада не се буди идеја е Ференцварош више. Бајо, ти дојде со едно убаво поклонче тука, ама со убаво поклонче и ќе си отидеш, а тоа е во партнерство со нашите пријатели од Скопско. Еве, повели вака една лепотица од 6 помали лепотици составена. Реално ние скопјаните си го сакаме Скопско, Скопско си е Скопско. Баевски, останува да ти се заблагодариме за времето. Фала ти. Фала ви на И се гледаме поканата во и само нека напред наредна со емисија. Ставио на гостиве наши со европско и со емисиве им се погоди. Секој си отиде со полни раце и тоа со убави полни раце пиво кое што ќе им се најде од нашиве пријатели за најубавите утакмици што следат од европсково, а и тие што не Најважното следат, така е. и тие што не следат и што се вични на типување, нема да останат со празни раце. Од претходната емисија за оваа
Ме интересира колку никад коментира, колку се Имаше озвана коментари бајаги со тоа што од нашата наградна игра која што ни ја поддржа Скопско, имавме добитни околу 20-тина, меѓутоа само 10 можат да земат нели од овој убавиот пакет, а 7 души ни се добитни од KFC. Да ги подсетиме само тие што ќе добијате. Тоа е ова вака од овде што го видовте, ја што го Па извлеков. може и да ги прочиташ добитниците прво за така. пакетите. Доделивме Скопско пакети 5 добитници од Facebook и 5 од YouTube. Петорицата од Facebook што добија, тоа се Петров Пенчо, Филип Петрески, Стојанов Митко, Ванче Ристов и некој потпишан Ричи Досон. Ричи, брат, јави се, еме, кој си? Пошто вака звучиш ко левбек на Портсмут, а нешто баш не веруваме дека си левбек на Портсмут. Ти од YouTube што ни се Мартин Трајковски, Марко Поповиќ, Дарко Крстев, Софија Јевремовиќ и Лука Геймер XD. Брати, ти обзнани се кој си да знаеме што е XD, High Definition, Лука Геймер. Ја мислам, вајда Лука ти е и право претходно име. го имаме споменато, може би истиот ќе видиме. Да. А од А оние KFC? кои ќе се најадат од KFC, Така, тоа ни се Сашо Алексовски, Горан Субашевски, Андреј Јанков, Наум Пирузе, Борис Стојанов, Лука Геймер и Копани ќе јаде покрај тоа што ќе пие пиво и он единствениот што успеа една секој трпеза да склопи убава од нашиве партнери и Маријан Ефремов. одлично на здравје за сите нив, а сега и наредната задача никад себе ќе ја направиме малку полесна, нека изобилуваат коментари, се надеваме на многу точни одговори, но за најбрзите 10 нека биде задачата едноставна, реков, кои 3 селекции од сите овие 8 на финални двојки, 16 репрезентации се во игра. само 3 селекции наброете во коментар кои ќе поминат понатаму, односно во четвртфиналето, па можете да тагнете и пријател со кој ќе ги испиете пивата, споделете не, лајкнете ја нашата И што вика Facebook, народот, YouTube страница сабскрајбнете се, односно претплатете се на нашиот YouTube канал. и бидете најбрзи. Иначе, Славјо, Македонија без разлика на европско, каде и да се наоѓа, тоа не ги обесхрабрува нашиве фантази играчи, они да играат фантази како да игра Македонија секој ден со секого. Особено за фантази жарта е огромна никац. Да. Жарта за надпреварување, да се Жарта која што ќе се докажуваме. гаси со 3 вакви убави пакувања кои што ги Ајде ме покажав. интересира кои се во Ајде да го видиме. топ Га- 5 после во 3 моментот- одиграни. Да, ова е заокружена групната фаза. Секоја чест Лео Меси, секогаш на врвот. Стига така да игра треба и биде. Копа Америка и да игра фантази. ФЦ Имаме Влае, од Влае тука. Д. Гафер, Александар Манджуковски, Сангрија Саутгейт, Баже Трифуновски, Македонија Форевер, Македонија Виктор Forever, Настевски. тоа е тоа. Од првиот до петиот ни е разлика само 7 бода, што еден играч може да ги извади. Ја од тебе очекувам, брат, као што си ти личност така со специфични погледи на светот, да дојдеш некој ден, да се појавиш на некој званичен настан, како предлозите на светските звезди како би можеле да изгледаат во ретро стил. Тончија го видиме првиот, гледај го братињо. Ова брат одма препиши му ова, дај му државјанство за Мексико. Овој да гумелу Касандра, каков Игнасио, каков Луи Давид, бе, Кристијано Роналдо ќе барел Касандра у трета епизода. Ја, ма не верувам гледај дека го. со овој имидж ќе рушал вака рекордиве на европско, брат. Ќе стане Ќе рушал други некои рекорди. голгетер во Оние репрезентативен дрес икада. Инаку идеме следниот да го видиме. Килијан Мбапе. Мбапе. Джепа Рош на железничка Класичен. станица у Ница. Класичен и тоа само жени со ташни брка. Ти се симињаш на апсолвентска екскурзија у Ница, уште не си се освестил кафе од кај да земеш, више кафето немаш ни со што го купиш. Не го била на ова европско, така да Мбапе смени Одиме го има имиджот следниот. и напаѓа и за светско. Види го братот Лука Модрич. А, боже. Дете на цвеќето. Го гледаш и се прекрстува. Дете на цвеќето, види го. Седи, мава, свири гитара Знаеш и дека пее ми фаќа ликот на Рамос? Мене ми фаќа врат на Beatles, некој уште цвикерчиња му фал. Не, и гитарче, дај му и ајде. Следејќи. Да го видиме последниот. Не, ова е најјаката Класика. фаца. Пољак или германец е, братце, а?
Еде го, хај Ни Хитлер. пољак, ни германец. Водоинсталатор кој е можот на работа. Тоа е тој брк, тоа е таа шишка. Тоа Источно европска. Плаво око. Кога сме више кај такви, кај специфични работи, мислам дека треба емисија да ја затвориме со нешто најспецифично. Специфични се играчите, специфични се брат навивачите, специфични се и емисиите што се прават. Ама кој да очекува судија дека ќе биде специфичен во официјално представување на судија на една балканска телевизија, да видиме Тончи што стои, Бога ми, станува нова збор за европска. Славко Винчич, за мечот Швајцарија Турска, века 41 година словенец, судел на светски и европски младински првенства, прв голем турнир во сениорска конкуренција, судел на Турција, Ирска и бил меѓу уапсените на забава на старлети во Република Српска. Све ова пропаѓа у вода, му преди само Не би рекол Славко, брате, него Славко и доле. Едвајте чекаме овдека, ако те нанесе пат да седнеш, да ни израскажеш од све ова за последново највеќе. Секоја чест за Славко, Добро, верувам брат. содоти на тебе. Не, ќе те логично е, си логично е. спомнува. УЕФА кога бара суди, дека вика мораш да си судел младински првенства и да си апсен со старлети. Ако немаш тоа, сиви немаш да судиш европско. Така е, Никац. Ја е- Останува да се поздравиме ја и со ти. старлети, што тоа останува, тоа се шака. Ај, те пуштам тебе у такво дувло и не се враќаш више во емисија. Па меѓу старлети и тебе, тука изборот е лесен, брат. Ајде, у тоа име. Ајде, мајстор. Па да гледаме финали у кој што не е Англија. Ајде.